Почитувани присутни, и оваа година, како и минатата втора поред, се одржува овој мемориален маратон во чест на нашиот никогаш непрежален другар Перо. Повторно дојде тој ден кога се е тажно, тивко, но со многу емоции. Така и не напушти другарче. Тивко, тажно, но со многу емоции. Перо беше добар човек со добра душа и огромно срце. Човек што даваше кога немаше и во неговиот речник ретко можеше да се слушне зборот не. Во неколку прилики често пати знаеше да ми каже: почекај, ќе дојде време, Господ ќе даде. И навистина, почекавме, дојде време, но Господ прерано те зеде другарче. За утеха вела дека Бог ги зема сегогаш најдобрите и ги чува онолку колку што правиле добри, а ти направи многу добри на Перо. Изгубивме голем пријател и голем човек. Сега веќе ни е јасно што значи тоа да сме богати, а сиромашни. Да имаме се, а само твоето прерано заминување да не направи да немаме ништо. Да бидеме тажни, кога ќе се подсетиме на моментите со тебе, Перо. А и пуст да би останал денот кога ја дознавме најтажната вест за твоето прерано заминување и кога ни падна мрак на очи. Деновите, месеците, годините поминуваат, а твојот лик е се уште тука, како да е меѓу нас и како тивко да ни шепоти како сака да каже нешто. Тоа е така затоа што ти се уште постоиш, Перо. Се надеваме дека овој миг не гледаш и не слушаш одгоре барем за момент. Твојата исцрпна битка ја водевме заедно, но за жал на крај победи судбината. И се случи тоа што се случи. На крајот ништо друго не ни преостанува на нас, обичните смртници тука долу, освен да се подсетуваме само на убавите моменти исполнени со тебе, да те споменуваме, бидејќи човекот живее онолку колку што го споменуваат. И верувај, другарче, покрај огромната загуба сегогаш ќе останеш во нашите мисли, бидејќи за нас ти само имаш датум на раѓање. Нека ти е вечна слава.